Gradska Meana. Dobro utro, dobar den, brzo minuva. Čaška dve i jete sme so drugarite. Sporil dva ќе кажеме и ќе наздравиме. Песната со наслов Градска, Кристијан Лукаров ја промовираше и ја отпеа на 14-тото издание на Лешочкиот фолкфест, кој што се одржа на 27 август во манастирскиот комплекс Пресвета Богородица и Свети Атанасија во тетовското село Лешок. Токму оваа песна е повод за нашата денешна утринска дружба во старата градска кафеа на Вршац во градскиот парк во Скопје, некако поврзано и со самиот наслов на песната. Кристијан е инаку представник на младата генерација боеми од музичарската фела и човек кој што цел живот живее со песната, свири од својата 15-та година и има многу приказни во себе да раскаже, поврзани и со музиката и со боемите. Кристијан, добро утро и ти благодарам што се одзва на поканата и што не пречека токму тука во Вршац, место кое е всушност и твој втордом, место каде што многу често доаѓаш да се напиеш кафе, да се видиш со пријателите, но и да им отпееш нешто убаво на гостите. Секако. Добро утро на вашите гледачи. Добро утро на сите што ја следат ова преубава програма, бидејќи преубава ја најавивте, секако за еден скопски живот, за еден градски живот, за еден боемлук што веќе полека умира, меѓутоа јас некако се обидувам да го задржам ете така со сите мои колеги кои се нафаќаат на целата оваа приказка, бидејќи овдека има многу убавини. Многу има што да се научи, затоа и не случајно се собираме еве во вакви кафани како што е Вршац, бидејќи овде знаат да дојдат многу голем број од старите скопски боеми, да научиме по некоја приказка, да научиме за убавиот живот, како некогаш се живело, како се живее сега, како треба да се снајдеме во ова време и невреме. Така да овдека е местото каде што можеме да си кажеме баш од се по нешто, да дојдам да презентирам некоја нова песна, што може би баш моментално тука на овој астал ќе ја напишам, па самите мои пријатели и мојата публика да оцени дали може треба нешто малку да смениме или не треба, или е баш како што треба. Тоа е тој начин на живот што секогаш важел порано, ја така сум растен. И ете така, тука се дружиме, пееме, се веселиме и правиме преубави песни. Токму затоа, тука, минатата година, ја направи она убава промоција на која присуствуваа голем број твои пријатели, колеги, соработници за песната Скопска, која што беше всушност посветена на твојот татко, исто така еден од познатите скопски боеми и човек од кој што ти многу научи не само за животот, тука и за музиката. Секако. На 1 март лани во истата ова кафана направив промоција на песната Скопска, каде што дојда еден куп баш оние луѓе што навистина требаше да дојдат. Тоа е една скопска фела, каде што представив еден начин на скопскиот живот, така се вика и песната Скопска, каде што, како што кажев малку пред ова, јас израснав со татко ми во сите овие кафани. Секој ден ме носеше, значи овдека позади нас е градскиот стадион, каде што Вардар секоја втора недела беше домаќин на некоја од југословенските екипи што доаѓа и овде се јадеа најубавите кебапчиња, овде се правеа најубавите дружби, така да израснав во еден круг каде што ги гледав јас сите тие работи како се одвиваат. И требаше време и јас да пораснам, за да можам да кажам нешто, затоа што ако го зборев ова пред 20 години немаше да ме личи, него еве да ги направам тие сериозни години да речам, да можам да кажам нешто за боемштината, за тој преубав начин на живот, затоа што многу луѓе имаат предрасуди, па дали е ова така, дали е така. Не, тоа се едни луѓе, прво многу начитани,
многу сериозни луѓе што знаат многу области, дали е тоа од сликарство, дали е тоа од музика, дали е тоа од било што, значи ќе седнат они со една крстословка, значи во крстословката имаш све, знаат све да напишат, све знаат да кажат. Така да сум израснат во еден таков круг на луѓе и се обидувам да правам такви песни за да ги задоволам сите тие мои пријатели и боеми. Многу интересен е начинот на кој што ги одбележуваш твоите песни, односно на кој што ги насловуваш. Еве сега пред малку зборувавме за песната Скопска, што беше промовирана минатата година, оваа година на Лешочкиот фолкфест ја отпеа Градска, минатата година на Лешочкиот фолкфест ја отпеа песната Македонска. Па така, кога ќе тргне, тоа ми дојде мене идеја како едно сабајле станам така рано, и се викам зашто Тото Котуњо ја крстил Ла Италијана, така се пишува и се вика значи италијанска. Сите ја знаат како Лашатеми кантаре, една од најпознатите песни. И викам италијанска. Јас станувам викам зашто да не направам една скопска. И така тргнало тоа сабеле Скопска. После тоа викам чисто да се вика, мислам дека во ни една македонска песна нема да се вика само македонска онака. Викам ќе ја крстам само македонска, прошлата песна од Лешочкиот фестивал. И оваа година градска. Баш градска, затоа што овдека па и секој град може да си ја земе за себе, да си ја чувствува како градска, затоа што сепак се зборува за многу едноставно ја напишав. Еве само ќе ги кажам неколку од стиховите, значи доаѓаш во една кафана и кажуваш добро утро, добар ден, да наздравиме прво со моите другари и пријатели, а навечер да дојдеме со жените, па да наздравиме. Од наједноставни зборови правиш една песна, меѓутоа се збори сепак за градскиот момент, пак за боемштината. Тоа би било околу градската. Околу градската зборува и самата песна за себе. Ајде уште малку околу таа боемштина, кажа што се карактеристиките на тие стари скопски, но и останати градски боеми. Во секој град има такво друштво и луѓе кои што биле дел од тие боемски кругови. Има ли денеска вака од помладите, од твојата генерација или некој можеби дури уште помлади што ги носат тие карактеристики, што се достојни наследници на некогашните стари градски боеми? Па видете, тоа е малку проблематично, бидејќи мораш да имаш некоја школа, тоа не се учи на стари години, него мора од мали години да имаш барем нешто да си пофатил, да си видел, да си прочитал и да влезеш во тие кругови. Едноставно, да кажам наискрено, тоа мораш да го сакаш. Тоа е најбитно да го сакаш, бидејќи се будиш, стануваш и планот ти е тој, да се видиш со тие луѓе. И сега може ќе излезе денеска некоја песна, некоја идеја, може нема да излезе ништо. Меѓутоа, кругот на движење, да се видиш, да промуаветиш со тие луѓе, ќе дознаеш многу нови работи што се случиле денеска, што е планот за утре или за следната недела или за следниот месец. Јас учев така дека порано се собира мојот татко и целата негова фела, бидејќи немаше мобилни телефони, па дури и оние телефони што беа фиксни за по дома, не се користеа многу, него се одвиваше во кафана, се дешаваше таму. Значи сите ќе седнат, ќе се договорат. Па дали ќе биде фестивал, дали треба да пратат некои пејачи, од бивша Ю дали ќе дојдат. Се случуваше тука на еден лист и пенкало. Јас ден денес како ги пишувам моите песни, обавезно зимам лист голем А4 формат и пенкало. Не можам да ја снимам на телефона онака како што прават сега некои, ај ќе пуштам само плей и рецитирај ги зборовите, па ќе остане. Не. Тука ми е све, полесно ми е. Ќе си напишам, па ќе си шкртнам, па ќе си избришам. Меѓутоа некогаш доаѓа наплив, одеднашка можеш да ја напишеш песната, како што ја напишав градска. Така да целото на прашање што беше ваше, тоа е од инспирацијата од овие луѓе што ја добиваш. За жал, јас во мојата генерација немам многу такви пријатели, има понеколку, меѓутоа од сите оние постари
дури што можете слободно да дојдете и овде и да ги видите и да ги запознаете, можете од нив да научите многу. Кристијан, ти благодарам за денешната утринска дружба, за убавите боемски и музички моабети со искрена желба тука да се изродат уште многу песни што ќе ги слушнеме се едно дали на фестивалските сцени каде што сме навикнале да те гледаме или ќе ги слушаме во нашите стари градски кафеани. Ви благодарам многу, се надевам дека секако ќе останат и во кафеаните најмногу, бидејќи една песна, ако се испее само на фестивал, може тој фестивал да се изведе само еднаш, кај веќе никој да не ја слушне, меѓутоа најискрено овде кај јас кога доаѓам, многу од мојата публика, јас секогаш ги пеам моите песни, бидејќи они ги бараат. А тоа е најбитно кога публиката ти ги бара твоите песни да ги испееш. Значи, песните вредат нешто, им се допаднале и песната живее се додека луѓето ја бараат. Така да, еден поздрав до сите ваши гледачи, нека слушаат преубава македонска музика. Благодарам за убавата порака со која што ја заокружуваме оваа наша утринска средба.